сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце. Татко наш, Оче наш кој си на небесата. Тоа е основна позиција на христијанството, дека ти имаш татко кој е на небесата, и Исуса го обвинува дека Господ е име за сите, и за муслимани, и за будисти, и за централисти, врховисти, за православните, католиците, протестантите. Значи дека имаш татко на небесата. Исус го обвинува дека тој му вели на Господ татко. Видите, тоа е интересен момент. И ние велиме татко. Без тој однос татко на небесата и деца на земјата, не можеш да дојдеш до Царството Божие. Ако не бидете како овие мали деца, се сеќавате, само децата влегуваат. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што излеваш сила, што ти ги зборуваш овие слова, кои се слезени во духот, што сум јас само сад за твојата употреба. Нека секое слово ги допре сите оние кои се жедни, бедни за дух. Те сакам, Господи Исусе Христе, нека сите кои ќе повикаат кон Тебе, да им ги отвориш срцата и умот да разберат што треба да направат, да се вратиме во Царството Божјо. Тој вели, барајте го најнапред Царството Божјо. Како да го барам? И се ќе ви се придодаде. Дали го бараш Царството Божјо, за се да ти се придодаде? Дали сакаш да се вратиш кај Таткото Небесен? Луѓето плачат овде кои ќе умрат, наместо да се радуваат дека завршил тој сега. Кај завршил, тоа е друго прашање. Дали сакаш да се вратиш кај Таткото Небесен? Дека Исус, апостол Павле вели, ја завршив трката, сакам да умрам. Јона сака да умре, Илија сака да умре, да заминат сите. Знаете? Кога знаеш ти дека Исус ја победи смртта, дали жеднееш да бидеш роден, новороден, љубороден? Те сакам, Господ Исусе Христе, во едно тело и дух со Исус и Отецот Небесен. И ни тука велиме каде завршува Исус, а почнува Таткото Небесен. Па во пештерата. Мојсей бара на Таткото Небесен, на Господ, тогаш го вели да му се покаже лицето. Тој вели, ако ти го покажам лицето, ќе умреш. И го бутка во една пештера, во една длапка, ја покрива раката, поминува и вика, одзад грб ќе ме видиш. Видете? Тоа е тоа Исус, видлив дел. Еве што вели Словото. Значи, дали живееш за себе, по себе, или живееш за Него? Чија волја исполнуваш е важен момент. Не можеш да бидеш христијанин со своја волја. Ти си тогаш автокефален, ти си тогаш коза која ќе биде исфрлена од стадото. Еве што вели Словото, така и ние мнозина сме едно тело. Мнозина сме едно тело, а тој подеднакво сме, поединечно сме органи еден на друг. Римјаните 12:5. Видите што зборува тој за заедништво. Некои луѓе, например, заради промена и укор дошле до некаде, треба да исчекори, да се остави стариот, ја напушта заедницата. Например, не сака да дојде на молитви. Тука е, се гледа колку е часот, па не сакаш да сведочиш, да ти немаш дух, ти сакаш да останеш во старата природа, духот те изгонува од молитвената војска со трудници. Не зборува, значи, он за личност и за делови на едно тело. Разбирате, еден дух,
еден дух. И веќе луѓето што останаа, например, се променија, го оставија тој фарисејски квас од претходно учење, било какво. Возгордеаност, и станаа како мали деца, тие сме сега еден дух, се надоврзуваме, еден добива едно друго, и така сме целина, нели? Пред тоа ни вели, браќа, во името на Божјата милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши, материјалниот дел, во жртва жива, света и благоугодна на Бог Таткото, како ваша духовна богослужба. 12.1 телото треба да го дадеш. Исус да се видлив да стане во тебе, по постапките, по делата ќе ги познаете. Тој вели дека има и тој дух, а никој не знае за него. Сега една сестра што излезе заради својот син, например, имам каква сила имам за да си ја врши својата работа. Па што полза има од тебе, Исус? Ти си ја работиш својата работа, да си живееш по свое. Пазете, а имаш, например, член на семејство, внука која не е добро. И, например, ајде, 3 точки. Го давам материјалниот дел, телото мое, да биде негов сад за духовна богослужба. Значи, треба да го дадеш телото во послушност, не ти да тераш како што сакаш. Така живееш, служиш за него, за Царството Божјо служиш, не за себе. Исус си давал сила да работи. Пази, да, ама дали работиш за себе или за него? Тоа може да биде сосема спротивно. Знаете, тие бараат на сите што го примија, им даде сила да станат што? Да се занаетчија? Не, синови керки Божји, синови Божји. Син Божји, кога ќе бидеш, духот што е во тебе ќе сведочи. Ти нема да можеш да сопреш да сведочиш за Исус Христос, а некако, например, не сакаш да сведочиш заради тој што ви дава пари. Тие пари некој ќе треба да ги отплати. Тие бараат автокефална црква. Тоа заедници кои се зависни од странски пари, од наплата на обреди. Исус кога подготвува слуга како Мојсе го обскрбува. Тие бараат автокефална црква, своја глава. Ние зборуваме за Христокефална. Исус да управува, да кажува, да командува, не ти. Вели да не се сообразуваме со овој век, со овој свет, туку да се преобразиме. Преобразба, нов образ, негов образ, обликот на земниот и образот на небесниот. Да се возобновиме во умот, за да можеме да испитаме и осознаваме што е Божјата волја. Да научиш првин да молчиш, да го слушаш гласот на Таткото, односно Исусовиот глас, односно духот на неговиот син. И каде е сега Татко, кој е син? Му рече Господ на мојот Господ. Кој е Господ? Исусе, те сакам, Таткото. Чија волја исполнувам е раскрсница дали имам дух или немам, зашто кога ќе дојде духот кога ќе дојде, ти ќе се родиш во Исус роден и тебе ќе те води Духот Свети. Нема да постапуваш во свое име. Кој ја бара својата слава? Кој зборува од себе зборуваш. Читаш на интернет, земаш од нешто, од овде едно, од тамо друго, дерек принц едно, па од овде од тихо, чекаде, ова ми се свига, тоа не ми се допаѓа, песните ги слушам, тоа не. Земаш и правиш колажи. Знаете, кој ќе одговара за тоа, кој ќе плати за тие слова? Дали го давам телото и сето мое негово битие за служење? Тело, душа и негов дух, тоа сме сите. Исус си давал сила, внуката не е добра, овој другиот не го интересира, таа беше на работ, се оправи, се појави Исус и успеа сатаната да ги извлече мамон заради парите. Знаете, па видите, тој вика да оставиш се. Што да оставиш? Па не знам. Некогаш треба да ја оставиш сопругата, сопругот, децата, родители и да тргнеш по Исус. Оставили Мојсей се, Аврам оставили се. Пазете, апостол Павле остави служба се. Тоа се сите, тоа сме сите. Значи,
тело, душа и дух, за да дознаат Божјата волја, што е добро, благоугодно и совршено. Римјаните 12:2. Мораш да чекаш и да бараш водство, да не постапуваш во свое име. Ова ретко се разбира, нити се применува. И тој квас лицемерски, он си живее како што тој си мисли, како он што си ја разбрал Библијата со сатански, ѓаволски ум. Моите мисли не се ваши мисли. Моите патишта не се ваши патишта. Тоа е доволно да го разбереш, но не го разбираш, не го применуваш. Ти сакаш со твои мисли, со твои патишта, нема така. Еве стихови, зошто заради благодата што ми е мене дадена, апостол Павле, да служам во сила на љубовта, на секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има, туку нека има за себе поскромно мислење за да расудува во водство на духот според мерката на верата, премерена вера што Бог на секого му ја одмерил Римјаните 12:3. Значи има мерка колку што можеш ти да разбереш. Па јас не разбирам повеќе од тоа што е. Тоа им го кажувам и на сотрудниците. Јас сум само сад. Ако го разбираш ова, ќе разбираш дека овие зборови се негови. Ако ти ги земаш и ги представуваш како свој, имавме еден сотрудник, не прифаќаше авторитети. Тој доаѓа овде, црпи од ова учење и го представува за свое. Нема почит, а неќе да сведочи заради. И видите, тоа е фарисејски дух, лицемерно братолюбие и не е добро. Тоа покажува дека ти не си застанал пред Таткото Небесен да му предадеш се. Што е тоа се? Па се. Ни кажува дека органите во телото не дејствуваат на еднаков ист начин. Секој врши одредена работа по Исусов ред. По Исусов ред. И те ќе речат, злобници што сме биле заедно во една претходна синагога сатанска, евреи кои не се евреи, демек тихо сакал да биде тоа и тоа. Не. Јас само сум препуштен. Дури и во именувањето, кога ме прашуваат сотрудниците како да ме нарекуваат, добив само старешина. Видете, старешина, ако се сеќавате околу престолот горе на јагнето има старешини. Нема пастори, епископи, мастери, оџи, дервиши, папи, старешини има. Не знам дали сте слушнале за тоа. Ни набројува пророчки дарби во сразмер со верата, 12:6. Дарба да служи, дарба за подучување да подучува. Но ти немаш дарба, тоа е сад, слегуваат овие слова. Се разбира, блиски се до моето срце, зашто сум му предал и тој живее во срцето. Утешител да утешува, дарител да дарува штедро, управување со усрдност, милосрдност со добра волја 12:6-8. Дарби се служби во еден дух со него. Он служи. Ти си само сад. Комплетно сродување. Ти речеш, јас имам дарба да исцелувам. Ти сака да исцелува. Таа се молеше, мојот сопруг да исцелува, а таа не му дозволува да сведочи како ќе исцелува. Кога не завршил факултет, сакаш да биде професор. Односно хирург. Факултет треба да заврши. Каде? Пак е Исус Христос. Некако што мислиш ти, комплетно сродување. Тогаш ти го бараш, сакаш и успешно и живееш Царството Божјо. Ти го живееш Царството Божјо, не го живееш твојот живот. Имотот ти служи за Исус. Што полза од богатството, од имотот, ако не го ползуваш за Исус, даваш една лепта и бараш. Видете, ова се што го имам треба да служи на Исус, инаку нема полза. Тоа е, ти го бараш Царството Божјо, живееш за него, тоа е внатре во твоето срце и се ти се придодава за успешно да служиш. Немаш пара, потреба ти да те финансираат илуминати, кои се фала дека ги финансираат овие заедници, после Лутер што се излезени. Или овие другите што наплаќаат обреди, па тоа нема врска со христијанство. Не ти треба многу ум да го сватиш тоа, дека нешто не е во ред таму. И во еден помал град фатени свештеници во сексуален чин се здрвиле доле во кујната во црквата. До црквата ги однеле на хирург
ги одвоиле и пак ги вратиле на служба, значи хомосексуалност. И цел град збори за тоа и како сега вие ќе ви веруваат. Како ќе ви веруваат, знаете? Кога се сликаш ти со оние што крадат, на пример. Значи, Царството Божие е внатре во тебе и се ти се придодава да служиш, да ловиш од десната страна во силата, на пример, знаци и чудеса, за да се подкрепува Словото Исусово. И тие што се со отворено срце веднаш по молитвите доживуваат промена. Дури и тие што избега од молитвите знаат дека кога ќе дојдевме, имаше промена, се разбира кога имаш фатено рачна кочница во твоето срце, не се откажуваш од нешто. Не се откажуваш од себе си. То себе си е сатанското со кој си паднал со сатаната на земја. Знаци и чудеса да се подкрепува Словото живо, ни порачува љубовта да не биде лицемерна, да се сакаме браќа и сестри, се сакаме ја нема после. Не доаѓа на поуките, штом бегаш од поуките, слушаш други поуки. Ти си завладеана. Човеку, жено, слушаш други поуки покрај ова слово што слегува живо. Ти си готов. Прашање на момент кога духот ќе те изгони, телесна наша. Да не биде телесна љубовта и наша, туку негова вечна љубов. Нашиот татко е љубов вечна. Не, тоа е неговата природа, често го повторувам ова. Не е како кај нас чувство на земјата. Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг, Римјаните 12:10. Така да луѓе кои на кратко време ќе излезат од овде да го стави прстот на челото. Дали сакаш да бидеш христијанин или не, може да се вратат овде, ги оставаме децата. Но ако се деца возрастни, не примаме. Он знае, научен и доаѓа да подучува. Како можеш да подучуваш? Си бил во 4 погрешни цркви, едната, другата, третата, четвртата, сите се без дух, во крив дух. Еве ја дефиницијата за Царството Божјо во нас внатре во срцето. Бидете со горлив дух, распламтен дух, служете му на Господ. 12:11. Служиш на Господ, ти си ја работиш својата работа и Господ ти дава сила. Што полза има од тебе? Ние зборуваме за татко. Не те интересира дека таткото се бори за своите деца, за твоите браќа и сестри. Распламтен, разгорен дух за Исус и Отецот, живееш за нив и со нив, одиш по тесната патека на животот. Духот Исусов те води, Он ги врши делата, Он зборува низ тебе. Само така се враќаш кај Таткото Небесен. Да му служиш со полна радост и разгорен, распламтен дух. Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во мир. Исусов мир, правда, негова правда и радост во Светиот Дух. Еве други препораки. Не заборавајте, Исус дава сила да издржиш се. Ти сакаш само да се исцели некој твој член, а да си живееш по-старо. Па тоа што е болен твојот член на семејство или ти, тоа е отплата на грешната природа. Ни порачува во маката бидете трпеливи, во молитвата постојани, помагајте им на светиите во нивните потреби, трудете се да бидете гостопримливи, благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте ги и не ги проколнувајте. 12:11-14 Римјаните. Те сакам Господ Исусе Христе. Тоа се упатства за љубење. Патокази. Еве уште препораки. Радувајте се со оние што се радуваат. Плачете со оние што плачат. 12:15. Треба да го имате она милост, сакам, вели Исус, а не жртви. Кој нема милост и за него ќе нема милост во судот на крајот. Милоста негова во еден псалм е вечна. Вечна е милоста, зашто е дел од љубовта, пишано е во псалмите. Првата категорија на соживот со Исус Христос и Отецот е понизност, послушност и радост во Светиот Дух. Те сакаме, Господ Исусе Христе. Еве препораки. Не ставајте си во умот високи работи, туку предајте се кон скромни нешта. Не мислете дека сте мудри. Римјаните 12:16.
И луѓето мислат дознал онзи предава со еден глас, цитати, ставови човеку. Знаеш ли ти, синко човечки, кој си слеп и ги водиш во јама, дека ова слово од Светото Писмо е само едно мало делче од целата приказна, која во духовен ум само може да се разбере, не со телесен, и вие раскажувате настани, приказни случувања од човечки агол, со човечки ум, затоа не ви е јасно ништо. Немојте да мислите дека се знаете. Не враќајте зло за зло. Не враќај зло за зло никому. Не одмаздувајте се. Исус одмаздува. Он возвратува. Он не суди. Ето рече, мене Господ ќе ми суди. Ма ние не ве судиме, ние ве носиме само. Пред Исус, еве го Исус изчекори. Ајде, кажи му на Исус што треба. Нахрани го, напој го непријателот. Со мир и љубов победи го злото со добро. 12, Римјаните 17:21. Така, Царството Божјо победи го злото со добро. Царството Божјо ќе биде внатре во вас. Како да го победиш? Например, ако тој те оттргнува од Исус, не треба ти да го напуштиш Исус. Ќе му речеш, не, те благословувам, одам ја за Исус, те сакам, те љубам, како сака Исус, така нека биде. Јас од Исус не се откажувам. Имавме еден случај сега. Една сотрудничка застане и рече, јас од Исус не се откажувам. Тоа е тоа. Од тука почнува службата. Заради, така Царството Божјо ќе биде внатре во вас, заради татко ми. Да, па татко ти. Кој ти е тебе татко? Земниот татко ти е татко. Тој ти е земен. Тој ќе замине, утре ќе биде како тебе горе ангел на небесата, или ќе биде гола душа, ќе треба да отплаќа. Зашто собирал богатство на земјата. А тој татко што те создал вистински небесен, не го есапиш. Се откажуваш од небесниот татко заради земниот татко. Јас се чудам на умот на човекот кој еднаш кога доживеа нешто и истото го повторува, се откажува сега заради. Царството Божие во вас внатре, духот на Исусовата вечна љубов. Духот на Исусовата вечна љубов. 12, 17, 21. Нели служете му на Господ со пламенен дух, со распламтен дух. На таткото, тогаш ти ќе служиш во еден дух, една љубов со него, едно срце со Господ Исус Христос. Значи, 3 категории имаме, дали сте вие вистински во Исус Христос. 3 одредници, раскрсници. Првата е кога ќе дојде духот, каде во твоето срце. Исус вели, мене ќе ме прослави. И ти нема да викаш тогаш Господи, Господи. Господи, Господи. Тој второто вели, ќе викате татко. Ава, оче ќе ти се отвори. Духот на внатре во тебе, неговиот дух Исусовиот ќе сведочи дека си ти син Божи. И никој не може да го нарече Исуса Господ, односно заменете го татко, освен преку Свети Дух. Тоа се тешко разбирливи работи на телесните луѓе. Телесниот човек не го разбира духовното. Одат, ги читаат, проучуваат писмата, мислат ќе ви даде живот вечен. Не доаѓате кај Исус, за да дојдеш кај Исус треба да се оставиш стариот ти таму на крстот, да те попрска со крвта негова, да ја прифатиш жртвата за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Исус е и само Исус е. Ја враќам Македонија во Исусова собственост. Заедницата во полна сила Исусова сотрудници. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Татко, отвори ги небесата во името Исусово, издај пламенен оган во секој еден од нас, во македонскава земја, и се што не е од Исус веднаш да замине. Не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце. Амин. До Царството Божјо во секое срце Исус. Амин. Роди се, роди се, син ми се роди, вечниот Исус. Роди се,
даде Синот возљубен. Се роди Исус, пејте ангели, Божји труби затрубете, нова заповед ни даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Се роди Исус, пејте ангели, Божји труби затрубете, нова заповед ни даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Роди се, роди се, Син ни се роди, Цар на цареви, роди се, роди се, Син ни се даде, Исус Спасител. Се роди Исус, пејте ангели, Божји труби затрубете, нова заповед ни даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Се роди Исус, пејте ангели, Божји труби затрубете, нова заповед ни даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Се роди Исус, пејте ангели, Божји труби затрубете, нова заповед ни даде Исусе, да љубиме, да љубиме. да љубиме. Амин. Те љубиме, Господе Исусе Христе. Се сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце.